Овие втора настан неделава во општина Чаира, каде го нема градоначалникот на општина. Както ви се соработките с него? Одлична е соработката. Ја за жал денеска висарим на приватна, да речам, обврска. Дента кога ја отваравме Џон Кенеди, всушност и започна рушењето на Мавровка, па и фокусот и концентрацијата и на општинските служби во општина Чаир тогаш беа кон рушењето на објектот. Меѓутоа не е ниту никаква причина да, еве, потекот на кога ќе правиме надзор на градбата, ќе не видите мене и Висар заедно. Каква ви е соработката со другите градоначалници на Скопје, особено по вашето барање за ингеренции на градот Скопје во инспекциите во делот за градежништвото, кога станува збор за дивоградбите по случај? Дали веќе сте разговарале со скопските градоначалници, па еве и на ниво на ЗЕЛС доколку е потребно, околу овие дилеми ви веќе се најавува од страна на, односно во програмата на владата е најавена и регионална инспекција за урбанизам. Дали сте разговарале околу овие? Да, и од тука всушност и произлегува идејата. Ако ги погледнете сите општини заедно, они имаат многу мали инспекцијски служби кои што можеби и не можат да одговорат на обврските кои што ги имаат. Фокусирањето, централизирањето на едно место како градска инспекцијска служба всушност ќе значи подобрување кадровство на градската инспекцијска служба, меѓутоа и можност да извршите соодветна дисперзија на различни локации од градот како би се извршувал инспекцијскиот надзор. Од тука не е никаков проблем, нити е дилема околу тоа прашање. Напротив, ова идеја е произлезена токму затоа што како градоначалници јас на градот, колегите на општинските на општините во град Скопје констатиравме дека едно поголемо тело може да биде многу поефикасно во справувањето се во градот. А согласни се сите градоначалници на територија? Во принцип да. Дали до Министерството за локална самоуправа кој е едно од надлежните министерства за преточување на овие законски решенија кои подоцна се праќаат до влада, конкретно за инспекцијските служби за градежништво кои град Скопје ги бара ингеренциите? Дали имате никоја комуникација со ова министерство, ги доставивте овие барања, овие предлози кои треба да се преточат? Јас кажав дека добар дел од законските решенија веќе беа предмет на разговор и договор помеѓу ЗЕЛС и владата на Република Северна Македонија во предизборието. Очекувам дека тоа што тогаш го започнавме сега полека да го финишираме и во соодветни постапки соодветните министерства да ги започнат постапките, бидејќи императив е на оваа политичка владеачка гарнитура во Република Северна Македонија, во градот Скопје и во повеќето општини да го продолжиме процесот на децентрализација. Кога сме кај општина Чаир, имам уште едно прашање, конкретно за Бит пазар. Најавувавте дека ќе се реши сообраќајниот хаос и со мостот и со пешачкиот премин, но кога сме кај пешаците и кај блокадата што ја прави Али Тобако, кога ова ќе биде решено? Делот од ингеренциите за тоа велам јас, она што ние како град Скопје како аномалија го имаме приметено, тоа е можноста за она што јас го нарекувам така наречен институционален пинг-понг. Веќе ги имаме соодветните решенија, јас очекувам дека законски зборувам изготвено. Очекувам дека по нивното усвојување како институција, бидејќи ќе имаме таа ингеренција, ќе можеме да ги надминеме тие проблеми. Во овој момент, за да дислоцирате еден таков објект, ви треба соработка помеѓу две единици на локална самоуправа, две министерства и најмалку 1 до 2 инспекторати. До каде е постапката со најавеното странување на галиите од реката Вардар? Постапката е доставено решението до страна од надлежниот извршител до страна на должниците во таа извршна постапка. Во текот на вчерашниот ден од страна на судот се известен извршител дека е искористено правото на приговор, треба да се достави за да се даде соодветен одговор. Ја мислам дека тоа ќе го завршат извршителот до крајот на оваа недела, како би можел апелациониот суд во Скопје во рок од 2 до 3 дена после тоа да се произнесе по приговорот. Јас очекувам дека тоа нешто ќе биде завршено најкасно до крајот на следната седмица, зборувам како постапка, бидејќи се кратки роковите во извршната постапка, за да можеме потоа да влеземе во отстранувањето на 2 од 3 галии на киот на реката Вардар. И каква е ситуацијата со Лајка, затоа што веќе беа дадени неколку датуми кои се пропуштија, дали на самиот финиш сме, се работи во една од калите е целосно комплетна е канцеларискиот дел, комплетен е амбулантниот дел. Доработуваме некои од финесите на
втората хала и партерното уредување. Јас очекувам дека многу брзо тоа ќе започне во целост да работи. Сме во координација со Агенција за храна и ветерина. Таму е извршена првата инспекција на постојката, на стационарот. Дадени се определени забелешки на кои што сега работиме на нивно отстранување. И јас очекувам дека тоа ќе биде по она што јас го знам, веројатно ќе го видите и вие медиумите, дефинитивно и по она што го имаме како информација и од Агенција за храна и ветерина, меѓутоа и од останатите такви слични капацитети во регионот, убедливо најдобриот стационар во југозападна Европа, односно на Западен Балкан, така што Скопје ќе добие квалитет, сериозен квалитет повеќе, особено кога е прашањето со кучињата скитници во прашање. За мене е многу битно дека ја направивме целосна подготовка од невидливиот дел на решавање на тој проблем, а тоа е дека веќе е целосно завршено броењето, мапирањето, условно кажано, на глутниците на кучиња скитници. Го имаме точно утврдениот број, го работевме тоа заедно како град Скопје со факултетот, со ветеринарниот факултет и мислам дека таа една соработка која што има помеѓу град Скопје, ветеринарниот факултет, Агенција за храна и ветерина и добар дел од здруженијата за заштита на права на животите ќе овозможи на градот стратешки да го реши една за секојшно прашање. Господине Шилегов, во центарот на село Волково се гради кружен тек, имаше реакција од граѓаните дека имало застава со вративот. Прашањето е дали општина Ѓорче Петров побарала од град Скопје за да испрати барање до МВР за одобрение на последен сообраќајен режим и дали тоа оди преку град Скопје воопшто или треба до министерството, дали имате некаква информација за това? Треба да проверам дали општина Ѓорче Петров се обратила до градот и дали градот издал одобрение за сообраќајен режим. Природно е, знаете како, секогаш кога се гради, кога се врши реконструкција, особено на како денешнава улица, што е веројатно една од најнарушените во нашиот град, или булеварот Александар Македонски, на кој што сега во моментов работиме, не работен повеќе 40 години, нормално е природно да има гужва. Така што тој метеж ќе исчезне моментот кога ќе се завршат градежните работи. Единствен добар одговор и соодветен кој што градот го изминативе 2 години, 3 години како сум ја градоначалник, 2 години на интензивни градежни работи, е да одговорите со брзо, ефикасно и квалитетно завршување на работите, да не ни се случи, само да ве потсетам, дека, например, Партизанска од кај Симпо до Безиската Мак Петрол се реконструираше цели 8 месеци во минатото. Тогаш револтот на граѓаните е оправдан, затоа што тоа трае бескрајно долго. Ние, например, лани од Безиската Мак Петрол до Мост Обединети нации извршивме реконструкција на Партизанска за 40 на денови. И таа е разликата која што едноставно јас како градоначалник и оваа градска управа има внесена. Метеж секогаш има кога се прави реконструкција, особено на постојни улици. Меѓутоа, колку побрзо ќе го решите тоа, толку тој метеж ќе биде и побрзо решен. Проблемот е да не се заглавите, не знам, Ивова Ривар или Теодосија Гологанов беше градена 2,5 години. Што е нешто што е апсурдно, разбирате? И сега, веројатно заради тоа лошо искуство што го имаат со претходната градска управа граѓаните, некога се малку нетрпеливи, меѓутоа се разуведуваме. Лани имаше реакција кога почнавме улицата кај пред Јосип Броз гимназијата, зашо центар на градот, ама за 7 дена беше готово. Нешто што не беше, да речем, видено претходно, така што тоа е одговорот што ние како институции мора да го направиме, да ги замолиме граѓаните за почитување, за трпение, а ние да бидеме најбрзи што е можно, имајќи во предвид каква е и градежната оператива во нашата држава. Уште едно прашање, денеска е празник, гледаме тука многу присутни број на вработени од град Скопје. Дали ќе се исплати дневница за работа на празник, вклучувајќи и за вас лично и другите вработени на град Скопје кои се присутни денес? Јас лично со задоволство доаѓам на моето работно место на вака голем ден, како што е денот на независност на Република Северна Македонија, и за себе лично нити барам, нити сум помислил да имам некаква сигурна исплата. Вработените во град Скопје се исплаќаат соодветно колективниот договор, сите вишоци на работни сати или сите ангажмани кои што ги имавме. Добар дел од нив се и протоколарно тука, не се само за извршување на своите работни места, си го добиваат својот месечен надоместок.